Република Македонија е киднапирана од одредени лица во политиката. Тоа што тие некогаш и воопшто го понудиле на државата е многу малку, па сега им останало да нудат само лукративни идеи. Ова е ставот на групацијата универзитетски професори Г20 интелекта, кои денес ги изразија своето согледување анализа околу актуелните политички случувања во државата. Според професорот Звономир Јанкуловски, во Македонија се случуваат неколку невообичаени работи, што не се дел од политичкиот свет. Имено сите сте свесни дека Република Македонија се наоѓа во еден преломен момент кога се креира вештачка или виртуално политичка криза во Република Македонија, кој процес трае премногу долго и кој процес штетно се одразува генерално на перцепцијата на државата во меѓународните институции, во рамките на меѓународниот систем, меѓутоа и создава дополнителна состојба на исчекување, состојба на несигурност помеѓу граѓаните и внатре во Република Македонија. Се работи за една политика која може да биде деструктивна за понатамошниот тек и на обстојувањето на Република Македонија, штетна, меѓутоа може да биде штетна и за незините евроатлантски интеграции. Снежана Костадиновска-Милошевска, професор на Економскиот институт од Скопје, смета дека економијата во Македонија станува заложник на дневната политичка цена. Сите земји во светот ни се чудат. Што се случува со оваа држава Македонија? Толку многу предности, толку многу волја за менување на состојбите, толку многу силни човечки ресурски капацитети кои што во светот се манифестираат силно, се докажуваат и се носители на развојот на најголемите држави во светот. Во Америка, во Европа, во Швајцарија, погледнете во сите елитни фирми, компании и влади, ако сакате. Наши македонци се двигатели на развојот на овие држави и придонесуваат за подобар стандард на граѓаните таму каде што живеат. И тоа е добро. Јас не сум критичар на одливот на мозоци. Тој процес е добар и здрав и има повратен ефект врз секоја економија. Но, за да економијата и бизнисот одат напред, треба да ги прашате бизнисмените да ви кажат колку можат во вакви услови, кога секојдневно владее неизвестност и несигурност, колку можат да се носат со нивните бизнис идеи и да обстојат со своите компании во вакви услови. Универзитетските професори заклучија дека треба да има итни предвремени избори. Тие упатиле апел до лидерот на опозицијата Бранко Црвенковски, дека треба да покаже храброст и решителност да ги прифати предвремените парламентарни избори, за да може народот да им даде шанса да одлучува.